Кратки најави за денешниот дневник. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков е официјално кандидат за втор мандат на ВМРО-ДПМНЕ за локалните избори. Нови измени на планот за вработување во општинската администрација во Охрид. Игротеката Радост прерасна во дневен центар за згрижување деца со церебрална парализа. Промовирана стихозбирката со звездие во мислите на Марија на младата Марија Тодороска. Глечер од швајцарските Алпи затрупа швајцарско село. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид во првата половина од денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност, а во попладневните часови зголемување на облачноста со услови за развој на нестабилност со врнежи од дожд и грамотевици. Во текот на ноќта, четврток кон петок, врнежите ќе престануваат. Максималната дневна температура изнесуваше 17 степени Целзиусови. Утре над Европа ќе доминираат неколку барични системи кои предизвикуваат нестабилно време. Интензивни врнежи од дожд се очекуваат во Централна Европа, во поголем дел пак од Западна Европа, како и на Пиринејскиот и Апенинскиот полуостров, стабилно и топло време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Во крајните источни и југоисточни предели нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 26 степени. Во Македонија во петок ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и потопло со благ пораст на температурите. Во попладневните часови ќе дојде до намалување на облачноста. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер, кој што ќе достигне брзина до 60 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 6 до 15 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 14 до 25 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во Охрид во сабота и недела претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 7, односно 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23, односно до 25 степени. Во понеделник ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекарата Маро.
Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Прв Девалт Аутлет ивент во Охрид. Преполовени цени до 50% на Девалт. Супер настан за сите професионалци и љубители на алат. Во Кармен, Бау центар Охрид, опреми се до заби. На 30-31 мај, не пропуштај. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков и градоначалникот на Вевчани Спасе Кочовски и официјално се кандидати на ВМРО ДПМН за втор мандат на предстојните локални избори. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН на вчерашната седница утврди 25 кандидати за градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН за локалните избори кои ќе се одржат на есен, информираше на пресконференција генералниот секретар на партијата Ѓорѓе Сајковски. Тој рече дека сите кандидати во изминатите 4 години го имаат поминато тестот на граѓаните. Меѓу нив е и актуелниот градоначалник на Охрид Кирил Пецаков. За мене тоа е голема чест, а во исто време представува голема обврска и одговорност која повторно до крај ќе се трудам да ја оправдам, напиша Пецаков во неговата Facebook објава. Тој упати благодарност до охриѓани за секојдневната поддршка што ја добива. Меѓу 25-те потврдени кандидати е и градоначалникот на Вевчани Спасе Кочовски, кој исто така се заблагодари на своите вевчанци за поддршката. Тоа за мене представува уште поголема обврска и одговорност за да го продолжиме патот на промените за заедничка иднина, напиша Кочовски. Мнозинството во Градскиот совет на последната седница изгласа измени за планот за вработување во Општина Охрид за 2025 година. Вработувањата во општинската администрација секогаш се причина за дискусија од говорницата, па така опозицијата бараше објаснување зошто се предвидуваат нови работни места за пополнување пред избори, додека пак секретарот на општината уште еднаш со тврдење дека нема да има зголемување на бројот на вработени над она што го затекнале кога дојдоа на власт.
На последната 57-ма седница на Совет, повторно од страна на мнозинството беа одобрени измени на годишниот план за вработување во општина Охрид за 2025 година. Советниците од опозицијата реагираа на носењето на измените и побараа објаснување за оправданоста од нови вработувања, посебно пред локални избори кои треба да се одржат на есен. Кое е оправданието на 252 вработени да барате нови 15 вработувања, а преска половина час зборував за тешката ситуација во која што се наоѓаат јавните предпријатија, дополнителните финансиски средства кои што ги издвојувате за нив. И навистина не знам што ви се случи сега повторно пред избори да вршите измени на планот за вработување, макар што не сум расположена многу да навлегувам во однос на сето она што ви треба, уствари што се однесувате како да ви треба, сигурна сум дека тие нови вработувања воопшто не ви требат. Секретарот на општина Охрид Александар Китески посочи дека не станува збор за 15 нови вработувања со измените на планот, односно тие 15 работни позиции ги содржат и претходните 13 кои што биле предвидени и дополнување со само 2 работни места, објаснуваше Китески. Првото работно место е самостоен референт на административно-техничка поддршка, подреден број 15. Ова работно место, сигурно не се сеќавате, меѓутоа беше во планот за 2024 година. Во декември 2024 беше отпочната постапка, јавен оглас за тоа работно место. Меѓутоа, таа постапка заврши после донесување на измените претходно што ги правевме и немаше кандидат кој што ги исполнува условите, значи не беше пријавен некој што исполнува услови и тој оглас фактички по тоа работно место тогаш не се изврши избор и се стави сега затоа што, кој што кажав, траеше уште постапката и не можевме да оставиме во претходните измени. По однос на второто работно место, раководително оделение за соработка со УНЕСКО, со ова даваме можност да може, без оглед на тоа што е јавен оглас, да се пријават и луѓе кои што се вработени во општина Охрид, не биле унапредени, а имаат положено испит за административно управување. Точно е дека имаме 252 вработени во општината, рече Китески, но посочи дека како нова локална власт пред 4 години затекнале 263. Инаку, локалната власт минатата година со нов акт за систематизација на работни места искажа намера за редуцирање на работните места во општинската администрација. Игротеката Радост прерасна во дневен центар за згрижување на деца со церебрална парализа. Има цел тим вработени, дефектолог, логопед, негователи и педагог. Финансиите се еден од клучните предизвици со кои се соочуваат семејствата со деца со попреченост. Најчесто еден од родителите нема можност да работи, бидејќи е принуден да се грижи за детето. Многу е мала финансиската поддршка од државата за посебниот додаток и туѓата нега. Голем предизвик е и набавката на ортопедски помагала и лекарства. Туѓата нега е од прилика околу 5000 денари, а посебниот околу 7000, што не е доволно месецот да го поминат нормално, да речам. Еден од проблемите. Другите проблеми се исто така набавка на ортопедски помагала. Кај нас се многу оскудни во Македонија. Инвалидските колички се еднонаменски за еден вид на церебрална парализа, каишите за церебрална парализа, ортопедски помагала за капење, за седишта за во кола за инвалиди и ред други препратни работи кои што не ни се достапни или се премногу скапи, па се набавуваат од странство. Од денес игротеката Радост во Охрид прерасна во дневен центар за згрижување на деца со церебрална парализа. Има цел тим вработени, дефектолог, логопед, негователи и педагог. И од денеска официјално почнува со работа и дневниот центар, а во него ќе има тим, вработен тим од дефектолог, психолог и логопед кои што ќе работат индивидуални третмани со децата и исто така имаме негователи. Во дневниот центар имаме негователи за помош и нега во домот, децата ќе бидат тамо згрижени и ќе работат со тимот. Од Сдруженијето ВОПС велат потребна е поголема поддршка од институциите, државната и локалната власт. Поглед на набавка на инвалидските помагала, во поглед на покачување на посебните додатоци и другите додатоци. Исто така, еден како пример ќе дадам, доколку еден нормално семејство може да си дозволи возило од 5-6 илјади евра,
Кај нас, за да земеме ние возило, ни потребно рампа. Тоа возило кошта отприлика околу 20.000 евра, што во никој случај не можеме да си го дозволиме. Тука државата може да помогне со некои ослободувања. Исто така, лифтовите во болниците да ги прилагоди, за да можат инвалидите непречено да се движат по спратовите, а не да ги носат во раце. Рампите да не се стрмни, да се со прилагодена висина. Во тие работи, исто така и во странство има, државата им помога на инвалидите да ги опремат становите за нивните потреби. Има многу работи кои што можат да ни помогнат, да. Потребно е да расте и свеста кај граѓаните, да не паркираат на паркинзите специјализирани за инвалидизираните лица и да не паркираат на тротоарите и пристапните патеки и рампи. Јавното претпријатие Водовод Охрид продолжува со активностите за одржување и обновување на водоснабдителните капацитети на претпријатието. Одделението за електромашински работи изврши демонтирање на старите и дотраени потопни пумпи од бунарите во селата Орман и Вапила. Со цел да се обезбеди стабилно и континуирано водоснабдување, монтирани се нови потопни пумпи со јачина од 37 киловати за бунарот во село Орман и 5,5 киловати за бунарот во село Вапила, информираат од јавното претпријатие Водовод Охрид. Љубовта кон пишаниот збор и македонскиот јазик девето оделенката Марија Тодороска, ученичка во основното училиште Христо Узунов, ја преточи во стихозбирка "Созвездие во мислите на Марија". Стихозбирката е составена од 18 песни за деца, со различни мотиви. Младата авторка инспирацијата ја наоѓа во секојдневието, од луѓето со кои е обкружена, природата, градот. Созвездие во мислите на Марија е насловена првата стихозбирка од младата охриѓанка Марија Тодороска. Нејзината збирка стихови беше промовирана пред љубители на поезијата и творештвото на младите во приличевата одаја на градската библиотека. Марија, која е ученичка во 9-то оделение во основното училиште Христо Узунов, вели дека пишувањето ја прави среќна и ја исполнува. Македонски јазик е омилен предмет, а звездите се нејзин заштитен знак за добрина, сила и храброст. Ова е сепак мојата прва стихозбирка, се состои од 18 песни и секоја песна си има нормално своја содржина и богат е со стилски фигури и најмногу зацапена римата. Мотивот за ова стихозбирка, значи, прво ми беа звездите, се разбира, но мотивот го земам од луѓето со кои сум обкружена, природата и се друго. Ме мотивира, значи, пред се наставничка по македонски јазик, таа ми беше нели мотив, но пишувам веќе од 6-то оделение, се занимавам со пишување на песни, ама веќе сега тоа што го има во мене го искажав и можам пред повеќе луѓе веќе да го представам. Кога детето добива простор и поддршка да ги преточи своите чувства во зборови, тоа не само што се развива креативно, туку емотивно и интелектуално. Националната установа Библиотека Григор Прличев од секогаш ги поддржувала младите и талентирани автори од Охрид, кои подоцна со своите книги станале дел од роднокрајното оделение, истакна на промоцијата веде директорката на Градската библиотека Христина Трпеска. Поддршката на млади поети не е само инвестиција во културата, туку и во иднината на едно општество кое ги цени зборовите, чувствата и човековото искуство. Токму за такво препознавање се работи во случајот со младата Марија Тодороска. Таа и нејзиниот талент уште во рана училишна возраст се препознаени од оделенската наставничка Катерина Златева, а тој континуитет на навлевање самодоверба го продолжува и наставничката по македонски јазик Христина Стојановска. Тие двете заедно со семејството и беа ветер во грб на Марија до мигот на создавањето на оваа стихозбирка. Своје обраќање на промоцијата имаше и директорката на училиштето Христо Узунов Марина Ѓоргоска. Сакам да ѝ се заблагодарам на Марија, нашата девето оделенка, на која што можеби ова и е прва стихозбирка, но за нас како училиште многу значајна. Марија ни покажа зошто постоиме и зошто треба да продолжиме да работиме. Јас како директор сум горда на Марија и посакувам уште безброј творби, приказни, кои ќе стојат како споменик за нејзе како личност, но и значајни столбови на нашиот македонски јазик.
Соученици на Марија читаа песни од стихозбирката, учениците Драгана Блажеска на гитара и Димитри Аловски на кларинет изведоа композиции со кои ја збогатија промоцијата. Првата стихозбирка на Марија Тодороска со звезди во мислите на Марија од денеска се наоѓа на полиците од роднокрајното оделение во Градската библиотека и училишната библиотека на Основното училиште Христо Узунов. Директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев вчера беше во посета на СВР Охрид. Ова раструга полициското оделение во село Велешта и полициската станица за гранични проверки аеродром Свети Апостол Павле. Министерството за внатрешни работи ќе биде силна логистичка поддршка на напорите на СВР Охрид за понатамошно одржување на стабилна и поволна безбедносна состојба на целото подрачје, посебно во пресред на летната туристичка сезона и спроведување на мерките во рамки на акцијата Безбедно лето 2025. Ова го истакна директорот на Бирото за јавна безбедност при МВР Александар Јанев при неговата посета на СВР Охрид. Директорот Јанев ги посети и ова раструга и полициското оделение во Струшкото село Велешта, каде беше запознаен со активностите на полициските службеници за одржување стабилен јавен ред и мир и обезбедување поволна сообраќајна безбедност и во престојниот период кога на подрачјето на Струга и селата се зголемува присуството на граѓани кои се на привремена работа во странство, а годишните одмори ги поминуваат во Струга и околните населени места. При вчерашната посета на Охрид, директорот Јанев ја посети и полициската станица за гранични проверки аеродром Свети Апостол Павле, каде изврши увид во работата на полициските службеници кои работат на контрола на патници за влез и излез во државата во услови на зголемен број на патници на граничниот премин Ќафасан на македонско-албанската граница. Првиот човек на Бирото за јавна безбедност како примарна цел ја потенцираше неопходноста полицијата да ги стави во функција сите расположливи ресурси преку процесите на оптимизација, флуктуација, а воедно и дигитализација на сите работни процеси. Секако, според Јанев, императивно е разбирањето, односно мисијата кон чие остварување целиме, а тоа е дека секој еден полициски службеник мора да биде во служба на граѓаните, а се во интерес на нивната безбедност и сигурност. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Имајте пријатен ден.